Пред новогодишни забави во сите локали. Се јаде, се пие, се весели, но од УЈП потсетуваат, данокот мора да се плати. Најавуваат засилени инспекцијски контроли, особено во туристичките центри. Ги повикуваат угостителите да издаваат фискални сметки. Целиот промет од предновогодишните забави и новогодишните прослави да биде евидентиран, но и да имаат склучени договори со музичарите. Важно да се каже дека и доколку ангажираат физички лица, како музичари, естрадни уметници, па и диџеи да речеме, со нив треба да склучат договори за повремено и привремено вршење на дејност. Со склучувањето на договорот тие треба да направат и пресметка во системот на e-услуги, со што ќе го пријават и платат данокот. Угостителите кои што сакат да изнемат штандови или да учествуваат на некои базари, при тоа да продаваат храна, пијалоци и слично, исто така треба за прометот да издаваат фискални сметки. Обврски имаат и физичките лица кои ќе продаваат на новогодишните базари, тие ќе платат паушал. Истано издавачите се должни да ги пријават приходите од сместување туристи и да платат данок на целиот остварен приход. Тие што издаваат соби, апартмани, вили и слично, треба приходот да го пријават во управата за јавни приходи, со тоа што ќе изготват електронска пресметка во системот на e-услуги. Без разлика дали тоа го прават непосредно или преку некои платформи на интернет, преку Airbnb, Booking, Facebook или слично, сиот тој приход треба да го пријават со поднесување на таа електронска пресметка. УЈП апелира сите даночни обврзници да се придружуваат кон законските обврски, бидејќи глобите се големи, се движат од 300 до 10.000 евра, а предвидено е и времено затворање на објектите.